Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Вечерашен гостин е доцент доктор Тања Ангјушев, субспецијалист, специјалист кардиолог од поликлиниката Жан Митрев од Струмица. Докторке, добро вечер и добро ден дојдовте за прв пат во ТВ Ординација. Добро вечер. Се надевам дека не и последен пат ќе имаме можности да зборуваме на различни теми од областа на превенцијата за кардиологијата, што е еден од клучните фактори кога станува збор за здравјето и здравата иднина на општата популација. Вечерва зборуваме за тема која што буквално се шири помеѓу популацијата и онака во слободна верзија. Што со срцевите болести? Знаеме дека смртноста во светот во моментов не е број 1 кардиолошките проблеми и заболувања кај луѓето, но што не се случува? Кога организмот најпрво ни алармира дека нешто не се случува кога станува збор за срцето? Добро вечер, ви благодарам на поканата да бидам гостин на вашата емисија. Морам кратко нешто прво да дадам од податоци околу срцевите заболувања, колку се тие чести не само кај нас во Македонија, туку и сегде во целиот свет, вклучувајќи ги развиените и неразвиените земји. Значи, се уште главна причина за смртноста кај популацијата се срцевите заболувања и се уште држат инциденца, односно стапка на застапеност имаат некаде до 70%. Поради тоа, во 1998 година Светската здравствена организација во соработка со Светската организација на срце за заштита на срце дадоа предлог, тој предлог се разработи и се направи популарниот ден 29, но оваа година беше 29 септември, а секоја година е последниот петок во месец септември, во кој што главен акцент се става на срцевите заболувања и пациентите кои што имаат проблеми со срцеви заболувања. Познато е дека едукацијата и образованието на населението и запознавањето со проблемите на срцевите заболувања се најдобриот начин за постигнување на добра превенција и заштита. Треба да е свесна секоја индивидуа дека колку повеќе е запозната со зошто срцето толку многу страда и кои се тие тегоби на кои што треба да обрне внимание, толку полесно ќе може да се заштити себе си или пак да му помогне на својот близок во својата непосредна средина. Поставивте прашање на што треба луѓето да обрнат внимание најмногу во секојдневието. Имаме две категории на луѓе, односно на популација, каде што едните премногу обрнуваат внимание, меѓутоа не е за земање за зло, затоа и постоиме ние како лекари за да утврдиме дали постои заболување во позадина или не, и популација која што ништо не ми е, можам да продолжам и за жал завршуваат со напрасна смрт најчесто. Едни од најчестите тегоби на кои што ние обрнуваме внимание е појавата на замор, малаксаност, губиток на кондиција, неможност да се обават секојдневните активности кои што сме ги работеле во нашата дневна пракса, појава на некои неспецифични болки во вид на стегање во предел на градите, некоја болка необјаснива меѓу плешките, болка која што се шири кон левата рака, кон долната вилица, необјаснива мачнина и тежина во предел на желудникот. Значи, сите тие тегоби може да упатат на една категорија на заболувања кои што на срцето, кои што се поврзани со циркулацијата на срцето, општо познати меѓу народот како коронарна болест и која што е најчест предизвикувач на слабење на срцето, на настанување на срцева слабост, на инфаркти и една од водечките причини за настанување на нагла срцева смрт. Втора категорија на тегоби која што треба повторно да обрнат внимание пациентите е појава на неправилна срцева работа, или често пати знаат да се пужалат, нешто како да ми прелапа во предел на душникот тука горе кај ова, некое прескокнување. Тоа е поврзано со ритм промените.
Позади тие ритм промени може да стои стресот и секојдневната напнатост во тек на работата и секојдневниот живот, но не ретко, се во позадина и заболување на срцевиот ритм на пациентите, кои што исто така си бараат своја диагностика. Има заболувања кои што се презентираат со појава на отоци на нозете, повторно замор, малаксаност, бледило, надуеност на стомахот, намалено мокрење. Тоа се веќе знаци на еден понапреднат стадиум на срцева слабост. Кои се ризик факторите? Спомнавте дека би било интересно вака. Значи, пред се најголем ризик фактор е стресот. За жал, стресот делумно зависи од секоја индивидуа, но стресот зависи и околината и настаните што се случуваат во текот на денот. Колку што може, секоја индивидуа треба да направи сопствена бариера кон стресот и да најде начин како да се растерети од тој стрес. Најдобар начин е, кога постои стрес, најдобар начин е малку да се вратиме кон природата, пешачење во природа, физичка активност во природа, и тоа помага многу за растеретување на стресот. Втор ризик фактор, кој што почнува уште од мали нозе да се случува, е дебелината. Значи, ние го заборавивме правиот начин на исхрана. Се посегна по фастфуд храната, по сите оние крекери, грицки, кои што за жал, освен лажни калории, кои што наталожуваат телесна тежина, немаат никаква основа и не представуваат никаква основа за здравието на еден човек. Секој човек во својата секојдневна исхрана треба да знае дека треба да внесува одредена количина на беланчевини, витамини, минерали, кои што ги внесува нормално преку застапеност на месни производи, на зеленчук, овошје во исхраната, но мора да внесува и доволно течности. Заедно со неправилната исхрана и недоволното внесување на течности условуваат да во крвта станува погуста и да настане згручување на крвта и да настануваат така наречени тромби, кои што особено се чести во летниот период ради високите температури, губитокот на течност преку потење кај пациентите. Затоа течноста е вториот битен фактор. Третиот битен фактор заедно со појавата на обезноста е неправилниот распоред на исхраната. Прекумерно гладување и внесување на големи количини на храна исто така е многу штетно, посебно во вечерните часови, кога индивидуата станува неактивна во однос на физичка активност и тогаш најчесто настанува наталожувањето на маснотиите на ниво на црнодробната клетка, тоест настанува замастувањето на црниот дроб. Трите бели смрти кои се? Шеќер, брашно, сол. Значи, многу внесување на сол прави задршка на течност во човековиот организам, пораст на крвниот притисок, појава на отоци по телото. Прекумерното внесување на шеќер знаеме дека ги троши резервите на нашиот панкреас и може да доведе исто така до пореметување на метаболизмот, манифестно како диабет, или пак брашното исто така во преголема количина преку вишокот на калории кои што ќе настанат во организмот се претвора во маснотии. Порцијата треба да биде умерена според потрошувачката. За жал, уште од детството навиките се тргнуваат во сосем на погрешен правец и тие се причините што во последно време е зголемена обезноста, посебно помеѓу младите луѓе. Седечкиот начин на живот, спомнав, исто така е поврзан со зголемен ризик. Прекумерната конзумација на психостимулансни супстанци, тука спаѓа прекумерна количина на кафе, на црвено вино, зелен чај, преголема количина и злоупотреба за жал на никотинот. Значи, сите тие супстанции предизвикуваат исто така промени на крвните садови, односно го забрзуваат процесот на атеросклерозата. Сега се наметнува прашањето, па што е тоа атеросклероза? Атеросклерозата е процес на старење на крвните садови. Тоа не е врежано на спогените и почнува во оној момент кога се раѓаме. Значи, не можеме да ја стопираме, но можеме да ја успориме.
Успорувањето, како што спомнав, со колку што можеме повеќе сите овие ризик фактори да ги смалиме, да ги сведеме на минимум, да се свртиме малку повеќе кон природата, кон здравиот начин на исхрана и кон физичката активност. На таков начин, кога човек е задоволен и кога е растеретен, верувајте, и стресот и сите оние проблеми кои што му се случуваат во секојдневието, ќе може да ги надмине на полесен начин. Така, ги спомнавте ризик факторите и некако во сите ризик фактори ги ја наоѓа младата популација. Значи ли тоа дека младата популација ни е таргет група каде што имаме највисок ризик за срцеви заболувања? За жал. Секоја животна возраст има свој специфичен ризик, меѓутоа младата популација треба да не биде таргет зона од каде што треба да ја почнеме едукацијата за превенција на срцевите заболувања, за да може преку еден здрав начин на исхрана живот да премине кон понатаму да се создаде навика кога треба да се прават регуларни прегледи, систематски прегледи на здравјето, да навреме се направи откривање на поедини заболувања, за да може и навремено да се постигне превенција. Например, во последно време, се повеќе се зборува за појава, барем во медицинските кругови, за појава на срцева слабост со зачувана јачина на работа на срце. Од една страна имаме зачувана јачина, од друга страна сепак имаме срцева слабост. Тоа се пациентите и популацијата во напредната возраст, некаде над 60 на 70 години, кои што се поврзани со прекумерна телесна тежина, со лоши навики на живот. И кај нив исто така многу често се појавуваат симптомите на замор, губиток на здив, неможност за обавување на своите секојдневни активности. Значи, секоја возраст се има своја специфика, но едукацијата и превенцијата треба да ја почнеме од мали нозе, потоа треба да постои поголема ажурност и агилност за правилни систематски прегледи на активната популација. Се смета, тоа се младите луѓе од веќе 25, кога стануваат активни во доприносот во општеството, па до периодот на пензионирање, преку тие редовни систематски прегледи. Затоа и се формираат амбулати, затоа и нашата поликлиника во Струмица всушност се екипира и се опреми на таков начин да може да им понуди на пациентите комплетна диагностика, која што не е само едно ЕКГ и проверка на крвна слика и масноти во крв, туку опаќа можности за една добра, солидна ехокардиографска проценка, која што ја пружаат, морам да кажам, нашите колеги и сите ние кои што работиме таму, кои што веќе сме со долгогодишно искуство во областа на кардиоваскуларните заболувања. Имаме можности за неинвазивна диагностика, со холтер диагностика, процена на ритм промени, на притисок. Компјутерската диагностика се повеќе завзема место како значаен диагностичко средство со кое што може да се открие рано и коронарната болест и голем број на заболувања, како што се, да речеме, проширување на аортата. Тоа е главниот крвен сад кој што ја носи крвта од срцето до сите органи, дисекцијата, распукнувањето на тој крвен сад, изливи во срцевите кеси, малигните заболувања, морам да кажам, затоа што тие се втората причина за смртност во нашата држава, па и веќе и во светот се во повеќе земји на второ место причина за смртност. Покрај диагностиката, коронарниот стрес тест и во последно време во светот која што многу се става акцент е генетската диагностика на срцевите заболувања. Затоа што склоноста да една индивидуа развие некое заболување, било какво вид на заболување, во моментов актуелна тема ни се кардиоваскуларните заболувања, ја носи во себе си и ја има добиено од своите родители. Така, ја поставуваме диагностиката. Дали срцето не е орган кој што можеме да го лекуваме? Да. Срцето е орган кој што можеме да го лекуваме, да го заштитиме и да го лекуваме. Постојат, тука сме поддржани со богата плејада на фармацевски средства кои што ги има донесено нашата фармацевска индустрија во Македонија, кои што се препорачани според сите европски препораки за третман на кардиоваскуларни заболувања.
Меѓутоа, треба нормално да се одреди правиот лек за правото срцево заболување. Не се и се што и не може да оди, комшијата го зема овој лек, него му е добро, па чекај, јас ќе пробам, имам висок притисок. Значи, не секој висок притисок, нарочно го потенцирам високиот крвен притисок, затоа што тоа е и најчесто начин и тема која што се јавува во секојдневната популација во комуникацијата. Јас имам висок крвен притисок, јас ги користам овие лекови, пробај ги и тебе ќе ти дојде добро. Не, тоа е најлошото нешто што може секој да си го направи себе си, затоа што причината за високиот крвен притисок не е кај секого иста. За да може да се одреди правиот лек, пошто хипертензијата е најчесто застапена, значи треба да се посети кардиолог, треба да се направат сите испитувања, да се процени притисокот, кога се јавува, кога не се јавува, да се види дали е само срце причина, дали е метаболни пореметувања, дали во позадина стојат и бубрези и потоа да се дадат адекватните лекови. Пошто не секој лек, пак ќе кажам, одговара за висок крвен притисок и затоа се случува втората реченица кај пациентите. Па јас пијам лекови редовно, а мене ништо не ми делува и понатаму сум со висок крвен притисок. Значи, затоа, пред да почнат неосновано да ги земаат лековите, да се обратат на адекватен специјалистички преглед, за да може да си добијат и адекватна терапија. Така, го спомнавме, овој неинвазивен начин на лекување на срцевите болести, но сите сме свесни, сме сведоци за напредната технологија во која станува збор за лекувањето на кардиоваскуларните заболувања, што многу често низ нашите емисии поминале токму и инвазивните методи на лекување, кои што значат продолжување на животот на пациентот. Многу е битно, значи, Жан Митрев клиниката од секогаш била, уствари, и прва клиника е која што во Македонија ја започна ерата на кардиоваскуларната хирургија на 1 март 2000 година. И јас можам да кажам дека сме горди со тоа, затоа што позади нас стојат веќе околу 30.000 оперирани пациенти кои што си го нашле своето здравје и својот пат и се вратени среќни кај своите фамилии. Значи, кога веќе добро ќе се постави дијагноза и кога ќе треба да се продолжи кон инвазивниот начин на лекување. Прва линија на инвазивност е правење на коронарографијата, кога сме под сомневање дека постои во позадина кардиоваскуларна, односно коронарна болест. И тука лекувањето може да заврши со стент, ако пациентот има среќа да на време се јави на преглед, или пак доколку станува збор за една дифузна, проширена коронарна болест, во тој случај се упатува на байпас операција. Тоа е премостување на сите запушени делови од коронарните крвни садови што го хранат срцевиот мускул. Уште повеќе ќе отидеме. Ако пациентот има среќа пак и тука порано да ја открие болеста, ќе заврши само на таа хирургија. Меѓутоа, ние бевме сведоци кога почнавме со кардиохирургијата и сега повторно после ерата на корона пандемијата, дека голем број од пациентите кои што доаѓаат и со коронарна болест, и со валвуларни заболувања, за жал доаѓаат со голем степен на оштетување на срцевиот мускул, кое што при хируршкиот третман не е доволна само байпас операција, него е потребно или реконструкција на некој залисток, или да се реконструира самата комора, за да му се помогне на срцевиот мускул да подобро работи. Исто така, Жан Митрев болницата уште 2018 година го започна и го развива програмот за третман на пациенти со напредната срцева слабост. Тоа се, за жал, пациентите кои што се најтешка категорија во нашата клиничка пракса. И како еден дел од тимот на тој програм, значи, можам да кажам дека тие се специфична категорија пациенти кои што бараат добра подготовка. Инаку третманот кој што може да го пружи нашата болница, а кој што е етаблиран и во нашата земја, во Северна Македонија, значи е поставување на механичка циркулаторна потпора за помош и под работа на левата комора, може да биде еднокоморна, може да биде и двокоморна. За жал тоа е кај пациентите кои што имаат оштетување на двете комори, и на левата и на десната половина од самото срце. Во своето
искуство од 2018 година, ние имаме околу 35 такви оперирани пациенти кои што се во добра состојба и кои што си бараат своја секојдневна нега, следење и водење. Сите тие пациенти се поставени на листата за трансплантација како еден крајен, завршен начин на лекување. Морам да кажам дека ние бевме дел од тимот на трансплантација, кој што ја започна програмот на трансплантација во нашата земја. Сега, за да може се тоа да се направи, значи мора установата да има строго, високо едуциран стручен кандидат. Тоа е број еден и неприкосновено е. Второ, треба да има адекватна апаратура. Значи, тука не е само обичната 2D ехокардиографија, него тука е 3D ехокардиографијата, која што дава можност за тродимензионално прикажување на залистоците и деформитетите на самото срце кои што постојат, покрај компјутерската томографија и високо едуциран тим за спроведување на анализите и снимките кои што ќе се добијат. Неоснована и неприкосновена е магнетната резонанца и се повеќе, па и во последните препораки во светот, магнетната резонанца се сместа за број еден диагностичко помагало во точно дефинирање на срцевите заболувања. Тенденцијата е, и мислам би сакала да кажам, дека нашата клиника планира да воведе и ергоспирометрија. Тоа е специјална диагностичка метода на стрес тест, каде што се прави истовремено анализа не само на резервите на срцевиот мускул и не само што се открива рано скриена коронарна болест, него може да се направи проценка и колку е процентот на оштетувањето на срцето, колку има влијание врз белодробната циркулација, колку е пореметен целокупниот метаболизам на индивидуата и на таков начин индиректно да се каже дали еден пациент ќе треба да оди на операција ургентно, дали ќе треба да се подготвува, дали ќе треба да остане за жал на конзервативен медикаментозен третман. Значи, морам да кажам дека оваа метода е многу битна и за процена и на здравите луѓе, здравите индивидуи, посебно спортистите, затоа што во светот професионалното тренирање може да докажано е дека ако се води неплански може да доведе до оштетување на срцевиот мускул. Правилно професионално тренирање се прави само врз правилна процена на спортистот, односно на детето кое што почнува да се бави со професионален спорт. А како се прави тоа? Се прави токму со спироергометриската метода и со калориметриските испитувања кои што се спроведуваат во тек на таа метода. Што значи ова народно кажано? Значи дека на кое ниво на степен на физички оптовар срцето го толерира тој физички оптовар и над таа граница не смее да се помине во тој момент, затоа што ќе почне негативно вишокот на физичка активност да делува на целиот организам и тоа е многу битно. Така. Докторка, јас тука би поставила едно друго прашање кога зборуваме за лекувањето на срцевите заболувања со инвазивната метода. Не значи дека тука престануваат да важат истите ризик фактори за понатамошниот квалитет на животот на пациентот кој што ги поминал. Не значи дека добиваат ново отпакувано срце и дека треба да ги занемарат сите оние ризик фактори кои што можат да ја повторат сликата за жал. Значи, инвазивната метода не значи дека може да се врати на еден недисциплиниран начин на живот. Так. За да може се она што е направено инвазивно да се одржи, значи мора да се вратиме кон една дисциплина на живот, кон правилен режим на исхрана, регулирање на својата телесна тежина и нормално рекреација и прошетки во природа. Во последно време многу се модерни вежбите во теретана. Добро, во рете може да се практикуваат, но калориската потрошувачка и подобрувањето на метаболизмот на еден човек е многу поголемо доколку, да речеме, протрча во природа на здрав чист воздух, отколку во затворена само просторија. Додека сме околу инвазивните методи, пропуштив да кажам дека постои уште една инвазивна метода, тоа е електрофизиологијата, со која што се лекува, диагностицираат правилно и се третираат заболувањата и пореметувањата на ритамот кај пациентите.
Така. Таа метода исто така и ние во нашата установа е етаблирана и во последно време гледаме да ги следиме сите нови трендови кои што постојат во светот и да се применат и кај нас и да им се пружаат можност да пациентите кои што имаат потреба од нив да бидат третирани адекватно. Така, и сепак останува моментот дека систематскиот преглед значи навремено откривање на било каков проблем е во организмот, па дури и за срцето. Да, систематските прегледи се многу битни во следењето на здравието на една индивидуа. Би требало да се спроведуваат периодично и треба да опфаќаат во зависност од возраста и популацијата каде што се спроведуваат, да опфаќаат процена на поедини ризик органи. Прв ризик орган е нормално кардиоваскуларниот систем, второ генитуритралниот и превенцијата на рак на дојка и простата кај жени и кај машка популација адекватно. Треба да се размислува се повеќе на рано откривање на карциномот на бели дробови, затоа што за жал во Македонија расте стапката на ова заболување. Потоа нормално контрола на вид, слух и она што следува за нормален квалитетен живот на една индивидуа. Не треба да се сваќаат како периодични и оптоварувачки. Треба да се прави и добра лабораторија, детална, со процена на пореметувањето на метаболизмот на маснотиите и на крај да завршат со заклучок од лекарот кој што ги започнал тие периодични систематски прегледи, за да може да индивидуата добие препорака како во иднина да си го заштити своето здравје. На таков начин фактички и се стратифицираат пациентите во нисок ризик, среден ризик и висок ризик од настанување на конкретно во тој кардиоваскуларни заболувања и може понатаму следењето од страна на лекарот да биде во зависност од степенот на ризик на самиот пациент. Така. Докторке, плејадата на заболувања, а и на лекување на срцевиот мускул е голема. Една емисија би ни била премалку за да посветиме внимание на, како што ја започнавме емисијата на почетокот, болеста која што одзима најмногу од човечки животи, што од немарност, што од непочитување на себе си и недисциплина, како што и самите кажавте, кон целиот режим на живот кој што го тераме. Верувам дека ќе ни бидете повторно гостинка и ќе зборуваме на конкретна проблематика со која што многумина верувам дека ќе сакаат да слушнат и да осознаат што се случува. Ви благодарам што одвоивте време.